Денеска се одржа 12-та седница на Сојот на општина Струмица. Имавме 20 точки на дневен ред и аз сакам 3 точки да ги истакнам. Првата и втората, предлог одлука за давање согласност и властување за подпишување на договори за водоснабдување и одведување на отпадни води и предлог одлука за давање согласност и властување за измерување, односно пренасочување на средства од буџетска сметка на општина Струмица. Значи се работи за канализационите системи за Просониково и Дабиле, кои еве веќе 3-4 години населението од овие населени места ги чека да се реализира овој проект. Овој проект знаем дека е грант од 170.000 евра. Тука беше уфатена и канализацијата во Добрици. И сега можам да ги известам жителите дека најверојатно после 2 август, после празникот, ќе се отпочне со изградба на овие два канализациони системи. Бидејќи тендерската постапка е завршена, имаме изведувачи и најверојатно после 2 август ќе се отпочне со изградба. Исто така, за третата точка, предлог одлука за утврдување на приоритети и собствено учество на проектот за економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви кули во туристичката дестинација Струмица. Знаеме дека Царевите кули се едно од обележите на градот Струмица. Еве, јас како председател на Советот сакам да ги известам граѓаните дека конечно ќе се заокружи овој проект, бидејќи и тој исто така е почнал од пред неколку години и имаме грант од Светска банка од 1 000.000 евра и учество на општина Струмица од 9 милиони денари. Значи ќе се градат кулите, пристапни патишта и трим патеката која води до црквата Свети Илија. Овој проект е од голема важност за општина Струмица, како што истакнав, бидејќи Царевите кули се едно од највпечатливите обележја на Струмица и на општина Струмица.